За 2 дена Велес ќе биде главна дестинација за љубителите на пита пастрамајлија и вино. 11-тата поред Велешка питијада ќе започне во петок и ќе трае до недела. Ги запрашавме случајните менувачи дали викендов ќе ја посетат веќе традиционалната манифестација и што мислат за истата. Ќе посетите ли викендов питијада? Да, обавезно. Кој е вашето мислење за Велешката пита пастрамајлија? Па, можда најдобра пита во Македонија. Што ја прави најдобро? Точно не знам, али тоа е моје мислење. Ќе посетите ли викендот питијадата? Да, обавезно. Кој е вашето мислење за Велешката пита пастрамајлија? Спрема другите градови, мислам дека не е добрата. Што е она што прави најдобро? Пастрамајлијата е најдобра, што пастрмата внатре е ставена, затоа е највкусна, убава миризба. И сами пробајте, ај ќе видите. Мислам дека ќе има рекорд посета, ќе дојдат од сите блиски градови и од Кавадар и од Штип, бидејќи сме конкуренција, но Велешката пита била најпрочуена уште за време турско. И мислам дека ќе дојдат и нашите иселеници што живеат и по другите градови од Македонија, од Битола, од Прилеп, од Скопје. И се надевам да биде квалитетна, задоволни да бидат посетителите со добра музика, добро расположение и квалитетот да биде на популарно ниво. Вашето мислење за Велешката пита пастрамајлија? Ми се знае на прво место. Според Ганаја Весо Штипската, кој исто имаат манифестација? Што знам, секој за своето се навива. Ја сепак мислам дека од Велешката нема подобро. Фина работа се, меѓутоа мене ми е многу криво што Велес немаме простор како други се градови. Среде улица тоа е, не знам, невидено, нечивено нешто. Зошто не го оставија просторот, берем офисински што беше да го направија тука, што прават, појма нема. Според вас кој е погоден простор освен ова улица, што веќе 2-3 години се држува? Неугодно е никаде во Велес, ми се чини од овде не може да има како други се градови соодветно место, затоа што ги направија згради што немаше потреба. Макар да беше стариот центар да не го направија тоа, тука беше најпогодно и најдобро. Ќе посетиме, штета да не Велешани, Велешко нешто да не касиме, најфаленото, најсаканото нешто. Тоа ни е многу убаво. Што мислите за ваква манифестација? Многу треба. Зошто да не? Тоа е старата традиција и нека се тера работата како што треба. Мене баш ми е мило. Подготовките околу организацијата на питијадата привршуваат, велат од општина Велес. Оттаму информираат дека веќе од утре, четврток, делот од улицата Благо Ѓорев, каде ќе се одржува питијадата, ќе биде затворен за сообраќај, според сообраќајното решение кој ќе функционира во овој дел од градот за време на одржувањето на манифестацијата. Имајќи предвид минатогодишната успешна, една од најуспешните питијади, веруваме дека оваа питијада ќе надмине изминатата. Очекуваме рекордна посетеност како од нашите сограѓани, така и од граѓаните на цела држава. Веруваме, убедени сме и според прогнозите, така кажуваат дека временските услови ќе бидат погодни. Се надеваме на една добра забава, зачинета со вкусна Велешка пита пастрамајлија и добро вино. Официјалниот старт на Велешка питијада е закажан за во петок во 18 часот. Претходно ќе настапат и културно-уметнички друштва и вокално-инструментални групи од велешките училишта, како и детската градинка. Во вечерните часови и следните 2 дена од викендот ќе има богата културно-уметничка програма, исполнета со македонски фолк и поп-рок групи и изведувачи, а главни гости во сабота вечер се хрватскиот рок состав Прљево казалиште и босанскиот пејач Маит.